Добре дојдовте во ВИП на еден ден. Денеска ја продолжуваме приказната за Мери Бирчовска. Приказна која разбуди многу емоции. Приказна која разбуди револт кон затајувањето на системот. Но и приказна која беше инспирација за многумина да тргнат во потрага по биолошките родители. Се посетуваме на незината исповед. Јас сум Мери Бирчовска, имам 39 години и сум израсната во детскиот дом 11 октомври, дом за деца без родители. Не тепаше, многу не тепаше. Пошто мокревме во кревет, ме оставала на тераса да спијам. Не смевме ништо да правиме, значи. За помада ми имаше тепано, знам дека си земав помада од Нивеа, памтам на Нивеа, и ми имаше тепано. Се враќа фумот. Да не опишам се како стварно лоша. Значи многу не малтретираше. Ми изгорена тука, она. Ја пријавија комшиите, нас не зема, мислам мене тогаш, јас само ме зема. Кога јас одидов таа година во дом бев само јас од ние сите таму деца што бевме. Они другите остана. А знам беше она пријавена зашто нас не малтретира. Еден воспитач, многу памтам, не ќе ме го именувам, многу не тепаше тој. Кога ќе ме рекоа дека ме вика тој, знам што ме чека од него. Со шамари. Со шамари. Ја мислам, тој удар нема да го заборам во животот, како од звезди сум изброена. Многу убаво било за Нова година. Најубаво нешто за Нова година. И тие моменти, и до ден денес ме потсеќа мирисот на мандарината, ме потсеќа многу на домот. Се сеќавам на мојот роден ден, 18-ти, кога го направив. Ми дадоа 3000 денари, ги ставив под перница и ми ги украдоа. А више дојдоа деца од школа, а јас што да правам? Немам, ми ги земале. Се додека бевме во домот, све добро. Али кога дојде моментот дека треба више си полнолетен, треба да напуштиш, тогаш е најлошо, немав каде. И отидовме на матка, спиев таму преку едни пријатели. И после тоа ми избрка, па сум спиела надвор, покрај браната тука доле, 2 дена. Се ни кутриња. Ке најдов тие 2 особи, ујковците што реков, ќе барав незе, они не ми тогаш кажува, па по некој време барав, така ми кажа дека да ја познават, и после стапивме ние во контакт. Првата средба ми беше, многу трема сум имала, кога се најдовме, првата средба беше кај мајка Тереза, кај клупите. И убаво, сега не знаев само која е, како изгледа, не знам. Треба да се сретнам јас со мајка ми, прв пат ја гледам. И дојде, и така си поправивме муабет, што, како, зашто, ми кажа. Ме прифати да е нормално. И јас од тогаш више дефинитивно останав во село, со нејзе заедно. Кога се даваа станови социјални, изгубив голема шанса, не ми потпише он. Имаше конкурс во Јорче, ја да конкурирам, он мене не сакаше да ми потпише, а имав шанса да земам, пошто во домот сум била, беше тоа за домските деца. И ја пропуштив таа шанса, зашто не ми даде лична карта. Бараше да биде на негово име, да гласи за него да бил станот. Мајка ми ја најдов после 1 година, го најдов и татко ми. Па сакам да направам ДНК, ми бараше он да докаже дека ми е татко, ако може. Да докажеме, значи.
Имам и полусестра. Она исто бараше. Се докаже дека јас мислам дека ми е. Сега ќе видиме. Сега чекам да дојде Мери. Веднаш кога ќе дојде, ќе видите што ќе се случи. Мислам дека иде. Ке бидам храбра, а дури може малку смешна јас. Имам едно големо изненадување за тебе. И сега ќе одиме во кола и ќе одиме по изненадувањето. Може? Може? Ајде! И право во очи ќе гледам чуди очи твои. Има ли бар сакам да знам за мене искра план. Може друг, има начин. Само што тоа значи. Гледај ме нежно ти или друго. Јас ке сватам колку во нив има љубов. О, штом се сака, се прави како мене, така. За поздрави со рака. Барањето од Мери, а по желба на таткој, за изработка на ДНК анализа беше голем предизвик за нас. Ние се обидовме да најдеме и правно и човечки решение. Но сепак наидовме на неколку пречки. Првенствено заради тоа што татко и на Мери јавно не сакаше да се снима. А втората пречка е тоа дали ќе успееме јавно да ги протолкуваме резултатите од ДНК анализата. Овде ќе кажам дека се уште нашите разговори течат и се надевам дека до крајот на емисијата ќе имаме конечен одговор. Дали ќе имаме прво јавно читање на ДНК анализа. Уште на самиот почеток кога ја слушнавме приказната на Мери, знаевме дека трагањето по среќата на оваа жена е малку подолг пат. Желбите на Мери искажани во исповедта и апелот за правна помош налагаа малку поинаков тек на активностите. Завршувањето на ронедневското изненадување со Мери беше со разговорот од нејзиниот потенцијален биолошки татко и нашето ветување дека ќе се обидеме да најдеме решение за случајот. Ќе завршиме работа. Да те вратам јас пак. Но се не е толку едноставно, затоа што сепак темата е чувствителна и се наметнува прашањето: што доколку резултатот е негативен? Дали и така напатената душа на Мери треба да се изложи на таква бура од емоции? Но секако, што тоа би предизвикало во однос на имотно-правни односи? Детално се распрашавме за тоа на кој начин се прави ДНК анализата. Обично се земаат примероци од 3 регии кај потенцијалниот татко и детето. Значи се испитува влакно од коса, крв и се зема брис од уста. Ако се потврди дека има поклопување во генетичкиот материјал во 3 регии, тогаш резултатот е позитивен. Бидејќи станува збор за возрастни личности кои сами одговараа за своите постапки, процедурата може да оди полесно. И вака известени, се уште немаме зелено светло да ја направиме анализата. Се е во процедура. Како би одвратиле Мери од мислите и исчекувањето, одиме во салона за убави на Плежар. А со нас се и Марко и Мила, кои нестрпливо прашуваа, а кога мама ќе се дотера? Следуваше консултација со тимот на Плежар, а Мери, согласно својата природа на молчеливост, предпазливост, па и недоверба, а стекнати од машниот живот, срамежливо одговараше на прашањата. Кажи ни сега што би сакале тимот на Плежар, што би сакале да ти направат? За косата, ногти, масажа, третмани на лице, што би сакала?
Може за фризурирање малку така. Добро. Масажи. И тоа со ноктите не е затоа што сум во паркови работа. Ако ќе видиме, ќе направиме нешто и за тоа. Со цвикиња. Да. Цвикиња може ли? А? Па не дека во земја и затоа. Добра, да Ако, се цвикиња. да. Оно до душа со ракавици сме ние. Со хирушките, ама А од кога никој не те измасирал? па никогаш, не од кога тако никој никогаш. Па супер, значи сега ќе имаш цел ден за тебе, да се релаксираш кај нас, да те измасираат све што не си правила толку години или никогаш, да направиш денеска. Добро. Јас сега ќе оставам. Значи, тебе ќе те оставам да уживаш. Вие сам треба да се погрижите Да. за неа, а вие дечки, ајде одиме. И уживањето за Мери може да почне. Ја оставивме Мери и со децата одиме во театарот за деца и младенци. Го прошетавме и Скопје, нешто што малите кои живеат со мајка им и баба им во кучевиште ретко го прават. А во театарот не биле никогаш. Како восклик од емоции беше одењето позади сцената на најнаградуваниот театар во Македонија. Љубезноста на актерите беше на максимално ниво, па им дозволија да прошетаат секаде, а на репертоарот беше представата Тоби. Радоста на Марко и Мила немаше крај. А во театарот нидовме на еден вработен, сите го знаат како Мацко, а тој ни раскажа дека и дел од неговиот живот е домот за деца 11 октомври и беше пријатно изненаден дека ова се децата на Мери која ја познава. Мал е светот, додаде. Браво, браво, браво! Добре дојдовте, здраво. Јас се викам Кети, ти? Мила ме, јас сум Кети. Само билата. Само билата Ќе дојде само билата. А вистински ќе дојде? Вистински ќе дојде. Представата почна и време е да видиме до каде е мама. Мери е вработена во паркови и зеленила. Цветињата се нејзината љубов. Вели дека многу си ја сака работата. Ги вработиле од домот неколку души. Другите си заминаа, вели Мери, а јас останав. Убаво ми е со колегите. Постојаното носење на ракавици и постојаното копање во земја не оставале многу простор за средување на рацете. Но сега беше навистина опуштена. Лакот е траен, па нема да смета на работата во садниците. Мери имаше и третман на лице, масажа за опуштање и исполнување на желбата да биде шатирана.
косата не ја подскративме. Незината должина е во ред на мери и најважно беше таа да биде задоволна. И сега време е да се направат последните подготовки за новата мери. Те познавам, те гледам, се инфилтрираш во зоната на чувствата мои. Те познавам, те следам, ми инсталираш зависност од допири твои. А јас и ти, планети различни, секој свое сонце си има. А јас и ти, два света различни, ко осека и плима. Ајде дојди ако можеш и укради ми го срцево. Ајде пробај ако смееш, не го давам јас на никого. Ајде дојди ако можеш и укради ми го срцево. Ајде пробај ако смееш, не го давам јас на никого. Те познавам, те гледам, ти игнорираш се што на тебе ти смета. Во мојата слабост ти репетираш, срце во моје ти е мета. А јас и ти, планети различни, секој своје сонце си има. А јас и ти, два света различни, ко осека и плима. Ајде дојди ако можеш и укради ми го срцево. Ајде пробај ако смееш, не го давам јас на никого. Ајде дојди ако можеш и укради ми го срцево. Ајде пробај ако смееш, не го давам јас на никого. Гардероба, чевли и завршно дотерување, тоест фризура и шминка. Време е повторно да тргнам во акција, но и можност да прашам што може да се направи околу случајот со станот на мери. И бидејќи нашиот концепт е сосема поинаков, му се обративме на колегата Сунај, кој веќе имал ист ваков случај. Дете од дом за деца без родители останало без своето законски загарантирано право на стан. Колегата со широко срце ја прифати идејата да ја помогнеме на Мери, па сега останува да ја истуркаме работата до крај. И конечно, да ја овозможиме на Мери да ја промени адресата на личната карта, со адреса од својот сопствен дом. Jesi mi donio ulje? Ma je dobro to ulje za golf pet. Da si ti normalan? A kako ću kuhat s tim? Što je ova galama? Ajde šnel, gostiće karuček. Ama gazda da ga mi kažu ovo. Pus! Ljudi,
сега тебе во ја улаземе намачка со масло. Briljantno. Za naše goste uvijek sve najbolje. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И време е за завршните моменти. Мама Мери ја шминкаат, а јас добив желба да ви кажам кој беше задолжен за мојата шминка. Свено не се размачка неч. Сега да те гушнам. И време е за новата Мери. Кај Мери корекции во однос на забите ни направивме. Мери веќе има горна фиксна протеза. Но со задоволство направивме козметички корекции, кои ќе ја покажат убавината на Мери. Дали сме успеале во тоа, ќе видиме од реакцијата на незините деца. Возбудата кај Мила голема, а за изненадување ја викнавме количката на Мери, која всушност им ја пријави Мери за учество во емисијата. Ова време кажал, подај ти рака, срце да се радува. Види среќа што радува, толку баблеш што засладува. Види бајка што заснива. Да се испива. Подај рака, да пријател бил или не. Тој е некој како ти и јас. Подај рака, види него спас. Јас се викам Марко Каручек и имам 10 години. Се викам Иливо, 6 години. И играх мама да се забусови, преки да съм разбава. Мама беше много убава. Тука ночите све беше убава тука. Се беше нашмикана. Јас сум Мери Бирчовска, имам 39 години, бев дел од емисијата Вип на еден ден и многу бо си поминав. Ме средија. Не изненадија многу нешто. Многу си поминав. Со бројни подароци од нашите несебични пријатели, кои безрезервно им излегоа во присрет на нашите учеснички, ја испративме Мери и незиното весело семејство. Што се испива, види среќа што радува. Толку бавеш што засладува. Види среќа од сакан свет. Види човек на овој свет.
одјавата ќе изостане, затоа што приказната на Мери се уште не е затворена. За целосно враќање на насмевката на Мери имаме уште отворени прашања. Јас сум Елена Бошковска, имам 35 години. Во брак сум 16 години со сопругот Ватко, во кој ги имаме двете деца. Сара 15 и Антонио 10 години. Едноставно немаш време, пак не помислуваш на тебе. Значи на прво место секој ми биле мене другите. Едноставно за операцијата се решив со тоа што мислев дека ќе заврши, например, таа физикална терапија, дека нема апчина да пијам поише, дека од куќа се оперирам, дека ќе биде сето во ред. Ама на крај испадна сосем обратно. И кој изгледа сето ова со проблеми со кичмава, останавме и во долго. И, например, тој кредит не можеме веќе да го испајчаме, што и до ден денеска мораме да на извршител. Едноставно не е поштено извршител кога го испајчаме уште 2 години.